Поздрав на сите, добре дојдовте назад на каналот на Благодуша луѓе. Пред се надевам дека ме слушате доста добро, значи ова видео ќе биде едно видео каде што јас ќе позборувам со вас, буквално онака малце повеќе ќе позборувам со вас. Ќе биде едно видео каде што нема да пцујам, веројатно. Ќе биде едно видео каде што ќе ви раскажам за буквално се од мојот почеток па се до мојот денешен успех на YouTube, мои мислења на темата драми, како и мои совети за почетниците на YouTube. Луѓе, јас започнав на YouTube пред скоро 5 години, кога беше многу поинако нештото на YouTube, каде што буквално како прво беа сосема и многу други јутубери од тие денеска и буквално кога ќе размислам малку има многу мал процент уште останат од тие јутубери, така да некои 2% ако има останато, повеќе не. Јас мојот канал го креирав на 23 јануари 2015 година, додека моето прво видео излезе на 24 јануари 2015 година, тоа е одма следниот ден од како јас го креирав мојот канал. Моето прво видео беше без 2015 и добро памтам, можам да ви кажам дека бев презадоволен со фактот како за почетник јутубер што за еден ден јас имав на тоа видео 150 views без ниту еден друг да ме шерне, да ме избуста, да кажам како што тоа се случува денеска, да ме пофали или да сними видео за мене. Така да после тоа јас како што кажав имав поддршка од YouTube, од мојот брат Зик, кој исто така тогаш тој беше еден од првите македонски јутубери кој почна да снима на YouTube, ме поддржуваше, ми даде некои совети што и како да правам на YouTube. Јас снимав, се трудев, значи достигнав некој поголем успех со тоа што имав јас таква креативност што започнав нешто што никој го немаше започнато тогаш во Македонија, тоест тоа беа моите препознатливи скечеви, тоа е скечевите за 5 работи или 5 врсти, како што сите добро ги знаете. Јас станав препознатлив под тие скечеви и буквално со некои 30 на видеа ја достигнав успех од 1000 сабскрајбери тогаш. Сега луѓе, можеби моја грешка, тоа ми го вика и самиот Зик, што јас ја направив грешка и негова грешка, си ја признав дека на негова страна, пошто буквално се работи за неговиот канал, тој реши да се откаже, тоест да направи некоја пауза на YouTube, тогаш како буквално не кажа се откажувам баш, али долго време го немаше на YouTube, како мене ми кажа дека не планирам веќе да снимам и поради фактот што ја многу заживеав со него и буквално тој беше поголем јутубер, мене ми беше луѓе најискрено неосмисливо ја да снимам, а да го нема него буквално и поради таа причина јас направив исто пауза, исто толку долго колку што и тој направи пауза, така да кога се врати тој се вратив и јас, така да сигурен сум дека ме немаше некои 3-4 месеци можеби фаза на YouTube, со што загубив доста голем успех на YouTube. Потоа од како се вративме луѓе, значи и Зик и јас, и кај мене и кај него, работите исто така течеа доста многу добро, да кажам течеа слободно, можам да кажам одлично, скечевите си тера исто со прегледи, со лајкови, со све буквално, се креваше сабскрајбери. После тоа луѓе Зик реши да се откажи за крајно од YouTube и го немаше долго време, а ја продолжив да снимам, буквално тој пат мислев, тогаш направив буквално седнав, направив мобет со Зик и неговото мислење беше дека ја не треба да имам таква, да кажам, врска со него, дека јас треба да продолжам да снимам и покрај тоа што тој се откажал од YouTube. Така да после долго мислење исто така јас заклучив дека треба да продолжам да снимам на YouTube. Снимав уште некој време на YouTube и потоа знам дека ми излегува многу големи обврски. Веќе немав време да префтасам да ставам видео на YouTube, имав некоја пауза од повторно 3 до 4 месеци тука некаде пауза, со што исто така загубив голем успех на YouTube. Но луѓе, јас бев убеден дека буквално имав некоја таква доверба во самиот себе дека буквално кога и да се вратам и по колку и да е пауза, тие скечеви секогаш и тие мои видеа секогаш ќе тераат, да кажам, исто ќе креваат. И што се случи откако се вратив јас после втората пауза од 3 до 4 месеци, луѓе, заклучив дека не е баш и така како што јас сум мислел. Буквално заклучив по таа причина што буквално нешто не беше во ред, луѓе, буквално не знам што и самиот не беше во ред, не можев не си поверувам ни самиот што се случува. Јас ставам видео да се бориш за 300-400 прегледи до 500 максимум и веќе не беше ништо исто, не можев да ги извадам. Што кажав, не можев да извадам ни 500 прегледи, едва и со машини ги извадив. Но луѓе, што заклучив, сега кога ќе ги гледам стварите, ако сега ги гледам стварите наназад, буквално да знаете дека се е до вас, луѓе. Успехот и се зависи до вас. Како вие ќе се поставите, како вие ќе ги направите стварите. Имав огромен пат на каналот, како што кажав, потоа уште повеќе ми упад на каналот, се борев за 300 до 400 прегледи, како што кажав, подадов до такви некои депресии, па потоа решив, значи ако треба за 200 прегледи ќе снимам, за 300 ќе снимам и така и правев, снимав едно време во зимата, почнав и дели аплод, па пак исто тоа беше, значи ништо не се случуваше посебно, буквално тоа беше тоа, луѓе. Дојдов и до таа помисла да се откажам од YouTube, сите добро знаете, тоа видео што го ставив се откажам од YouTube, тоа беше многу реално, многу сериозно видео, но после тоа видео, откако ја видов јас луѓе поддршката на каналот, на тоа видео да ја не се откажам, да продолжам да снимам, решив да не се откажам, направив ново видео после 2-3 дена после тоа видео, како што кажам, каде што кажувам дека нема да се откажам, дека ќе менуваме скроз контент на каналот, дека ќе правиме нови видеа на каналот, дека буквално откорен ќе го преродиме каналот и така и направив, луѓе, продолжив.
Повторно се мачев, прегледите беа исти, како што кажав, беше многу лошо со прегледи, најлош период за мене. Мислев, значи, имав такви помисли дека колку време и да снимам, дека никогаш нема да ги вратам прегледите што ми биле од порано, но после долго време труд, луѓе, почнаа нештата да се исплаќаат кога јас почнав да размислувам скроз поинаку. Значи направив скроз менав контент на каналот, од корен го извадов тој контент. Моите скечеви да останаа, но не снимав само скечеви. Почнав да снимам тие серијали со гребки кои поминуваа одлично по 3-4 views. Почнав направив песни кои исто така поминуваа одлично. Например, знам дека сум луди распарчени другарства, има кои сега имаат по 5000 прегледи. Тогаш знам само бев скаран со зик поради причина која нема да кажам, ја знае тој самиот и моја грешка и негова грешка, така да нема ништо да насочам за тоа нешто. Почнаа да се менуваат полека работите, се борев за 700-800 views, па 900, некој видео ќе имаше 1000 views, како што кажав, гребките поминуваа одлично, правев се повеќе видео со гребки, некои скечеви поминуваа одлично, некој лошо, но пак се трудев, правев секој ден можно колку што можам повеќе видео. После долго време, луѓе, јас ја удрив и таа цифра од 3000 сабскрајбери. После таа цифра од 3000 сабскрајбери, луѓе, мене повторно ме да кажам ме навјаса, како што ние викаме, обврски, факултети, училишта и све друго, и ставав некаде видео два пати неделно, некогаш еднаш неделно, зависи како има време, но што е најважно, не престанував да ставам видеа, важно не направив некоја пауза и грешка како претходно, во тоа бев самиот решен да ги знаев што ќе се случи, дека ако се случи уште една таква пауза, дека нема да има враќање назад повторно, луѓе. И тоа беше вистина, тоа си го сфатив во мозокот и затоа цврсто се решив да терам до крај, докаде што оди нешто. Како што кажав, луѓе, дојдов до таа цифра од 3500 сабскрајбери, после тоа и решив да правам daily upload на 3500 сабскрајбери. Значи, тој daily upload се исплати многу, значи, како што кажав, после првото видео, буквално тој daily upload, каде што воведов серијали со story time, малку ги немалку, туку многу повеќе ги усовршив моите скечеви, нова песна, како што кажа, влогови, почнав да снимам многу почесто. Претходно влоговите на мојот канал не одеа воопшто, но како почнав после со daily upload да снимам влогови кои ќе бидат малку поинтересни, а не толку обични влогови, одеа многу добро, како што кажав, се тие видеа имаат кој е 4000, кој е 3000, кој е 2000 прегледи, буквално направив видео збројување на селски диалект што го нема никој направено во Македонија. Кога сега ќе се вратам наназад, луѓе, буквално и сам да си гледам тие видеа, сваќам и зошто сум немал успех и зошто каналот ми бил опаднат, буквално и некои видеа на вистина и мене моментално да ги гледам не ми се интересни, буквално сум бил во фазонот како да ставам видео, али треба да сватите и вие како што тоа го сватив јас. Не е само да ставиш видео, треба да ставиш видео што ќе им биде на гледачите интересно и што прво ќе биде интересно и кога ти ќе го гледаш самиот, така да не е само во фазонот да ставиш ти видео. Многу кратко време, луѓе, скоро за месец и пол до 2 месеци ние да стигнавме веќе таа бројка 4000 сабскрајбери, немаше 2 месеци, значи за скоро 2 месеци направивме бројка од 4000 сабскрајбери, тоа е 500 сабскрајбери, што е многу брзо, да кажам, со фактот дека претходно каналот ми беше многу опаднат и се борев за прегледи, а сега почна да ми расти брзо. Така да сум ви премногу благодарен за таа бројка и за таа поддршка од вас. Моментално се работите многу сменати и ја самиот си го имам врежано во мозок нештото дека јас нема да запрам луѓе, ќе одам многу долго со ова нешто, ќе одиме daily upload исто така многу долго, ќе правиме многу поквалитетни видеа како и сега многу долго. Буквално си сватив самиот во себе, значи твојот успех зависи од самиот себе, како ти ќе се поставиш, какво видео ќе направиш и колку често ќе си редовен и ќе ставаш видеа. Буквално се зависи, али најмногу зависи од самиот тебе, како ти ќе го правиш нештото и колку го сакаш да го правиш нештото и како го правиш нештото. Како што на пример ја го правам од љубов нештото. Буквално луѓе, денес многу од јутуберите кои успеа на YouTube, да кажам, тие поголеми македонски јутубери се сите вас ви е многу доста познато, се успеани со бустање на други поголеми јутубери, со рекламација од многу фанпејџови кои има на Instagram или на Facebook или било каде. Ја на пример буквално луѓе успеав, можам слободно да кажам дека воопшто никаде ни на Instagram ни на Facebook немам некој фанпејдж што ќе го водат некои мои фанови да па ме рекламираат, како што некои јутубери имаат по 10, 15 или 20 фанпејџови. На пример, има YouTube Macedonија фанпејџови кои се наоѓаат на Instagram многу. Јас сите ги следам и тие фанпејџови секојдневно рекламираат некои јутубери, стават постови за нив, па јас можам слободно да кажам, да си земам за право да кажам дека јас сум од тие јутубери кои се најмалку рекламирани, буквално тие сите фанпејџови, дали некои 4 или 5 фанпејџови што се на YouTube Македонија имаат ставено за мене поста или по 2-3 вкупно се на се. Така да многу и фанпејџови и воопшто немаат, па јас сите тие фанпејџови денеска ги следам, иако тие фанпејџови не ме рекламираат мене и не ставаат видеа за мене, ја не сум таков, ја буквално сакам да ги следам работите, сакам и се радувам на успесите на другите јутубери, на фанпејџовите исто така, дури сум изрекламирал многу фанпејџови јас лично. Така да сакам само со ова да ви посочам да знаете дека се зависи од вас и да немате фанпејџови, да немате рекламации, да немате пустење на други, сепак можете да успеете. Да, јас можеби немам кизне колку многу голем успех голем на YouTube, тоа се 4000 сабскрајбери, но
можем да кажем дека ме знаат слободно, можем заправо да си земам дека ме знаат многу повеќе од некој друг што би имал 4000 сабскрајбери, пошто сум толку долго на YouTube и што имам направено многу работи на YouTube кои се интересни за гледање. Така да не е се во рекламацијата и во фанпејџовите што некој друг ќе ве буста и ќе ве рекламира, вие можете многу добар успех да си постигнете за самиот себе. Јас имам 4000 кои од тие 4000 секој еден поединечен сабскрајб мене многу ми значи. Драми, што се однесува до темата драми, значи како прво треба да сватите што е тоа, да го сватите самиот збор драма кој се наоѓа на YouTube, што е таа драма и каква е таа драма на YouTube, пошто ден денеска јас гледам многу мали јутубери кои се запрегаат да направат драма на YouTube и мислат дека со тоа ќе им се крене каналот. Не, луѓе, вас нема да ви се крене каналот со драма, можете само дополнително да си го уништите каналот и како прво треба да размислите дека буквално вие со таа драма не се вовлекувате само самите себе со таа драма, туку да вовлекувате во опасност и многу други канали во таа драма, пошто луѓе вие сакале некеле како прво одма тие други јутубери што живеат со вас и да се помали, можете и многу брзо, едноставно и лесно да им ги уништите и нив каналите со тоа што тие самите и одма ќе рипнат од ке вас, па ќе почнат коментари, па ќе почнат и тие да прават видеи, буквално не само вашиот канал, туку и нивниот канал ќе се уништи. Затоа мој совет ви е да избегнувате драми и дали се работи за помал или поголем јутубер, значи како прво ако сте помал не ни помислувајте, па макар и за поголем, овој совет од мене јутубер, не пробувајте, тоест избегнувајте таа тема драми, луѓе, нема ништо корисно од таа тема драми. Да, знам, јас самиот лично знам дека некогаш сме приморани на тие драми, но колку што можете избегнувајте ги драмите, луѓе, ви молам. Сакам совет да им дадам на некои помали, тоест почетници јутубери што се сега на YouTube, пошто гледам многу како буквално јутубери кои прават специјали за 50 сабскрајбери, специјали за 150 сабскрајбери, на 150 сабскрајбери прават факти за мене, тоест факти за самите нив, Q&A на 150 сабскрајбери, слично луѓе, ќе ве замолам, значи сватете ме добро, пошто тоа вас ви се периодите кога вие треба самите лично да се избустате со тоа што ќе се нафурате со видеи, со тоа што вие треба да направите самата публика да дознае повеќе за вас со видеата што ќе ги клавате, со дали челенџи, дали гейминг, дали скечеви или било што друго. Буквално вие треба да направите да дознае публиката кои сте вие, што снимате и како снимате, тоа се нафурате со бројка на сабскрајбери, прегледи, лајкови, значи тоа ви е успехот. Рано вие верувајте ме за тоа правење Q&A, факти за мене, специјали, значи буквално тоа се периодите кога вие треба да пуштате колку може повеќе видеи, колку може поквалитетни видеа, да се усовршувате, тоа ви се периодите кога треба и да бидете што е можно поредовни. Немам што друго да кажам, тука сум за сите, слободно заследете ме на Instagram Стефан Благадуса, сите со мали луѓе, пишете ми лично мене, пошто ја немам фанпејџови. Пишете ме лично мене, тука сум за да му помогнем на секој можен помал и поголем јутубер за совет, за било што, за мислење. Слободно пишете ми, досега на никого не сум, да кажам, немал таков кој на кој не сум вратил, не сум пробал да му помогнам. Луѓе, знам дека многу повеќето од вас ме мислат дека сум само јутубер кој е само откачен и не знае да каже ништо мудро и паметно, буквално освен хумор, но тие што ме знаат лично, знаат како сум и знаат колку можам мудри работи и мисли да кажам јас. Така да слободно побарајте ме на кој му треба ми за помош и за мисла и за све друго. Оставете лайк, не заборавајте да оставите исто така и сабскрајб. Доколку не ви се допаднува видео, слободно ставите дислайк и пишете хейт коментар. За многу скоро време ви спремам нешто многу брзо, луѓе, затоа заследете ме, ќе повторам на Instagram за тука да знаете први за што се работи, каде што ставам и пулови, за вие да гласате што да снимам, исто така правам и лајвови на Instagram на кои вас ве поздравувам. Еве почнавме да правиме OBS стримови, тоест денес го направивме првиот OBS стрим кој беше полууспешен и пола неуспешен, но сепак јас сум задоволен како помина тој прв стрим на OBS, така да ќе напредуваме колку може повеќе, пошто се уште не го имам проучено OBS, како оди, што оди во OBS, се уште не се немам толку многу напредено со OBS, но ќе правиме многу луди работи. Друго нешто што ви спремаме исто така многу лудо и хумористично, од една страна ви спремам, од друга страна ви спремаме нешто друго многу појако, така да тоа беше тоа. Ве сака вашиот Благадуш и секогаш ќе ве сака. Се гледаме уште многу долго време, ве бакнувам сите и ве сакам.